Това на Колешке, доколку навистина бевте загрижени за граѓаните, немаше да ги одбивате амандманите, особено оние за намалување на ДДВ за храна, за струја, за огревно дрво, акцизата за горивата, за мерките за намалување на аерозагадувањето, за зголемување на сумата за студентски оброк, за реконструкција на студентските домови, за изградба на факултети и спортска инфраструктура и други предлози во интерес на синдикатите, потрошувачите, во интерес на граѓаните. Но народот тоа го гледа и ќе пресуди на престојните избори. Капиталните инвестиции останаа само на хартија, Колешке, и предизборни ветувања. Тоа го правите секоја година во декември. Предвидувате капитални инвестиции кои што не ги реализирате, за да наредната година со ребаланс на буџетот ги кратите средствата за претходно предвидените капитални инвестиции. Каде се изградени училишта, каде се изградени болници, патишта, не гледаме. Ни еден километар немате изградено. Имаме милениумско доцнење на изградбата на автопатот Кичево-Охрид, Колешке. Може би и ќе влеземе во книгата на Гинисови рекорди. Заради лошите економски политики оваа власт Македонија задолживте 1,5 милиарди евра, најнисок БДП во регионот со највисока инфлација. Земја со најмалку странски инвестиции, најсиромашна. Образованието го уништивте. Здравството тоне, инфраструктурата стагнира. Ветувавте клинички центар во Скопје, но ниту еден проект немате. А сега плаќаме и пенали за клиничкиот центар. Скратени се и 10 милиони денари за изградба на општата болница во Кичево. Во однос на здравството, ето, го спомнавте, во буџетот за 2024 година се кратат средствата за реконструкција и доизградба на здравствените објекти, за задолжителна имунизација, за болните од дијабет, намалени се исто така средствата за превенција, за медицинска опрема и не се планира кратење на несуштински неприоритетни трошоци во здравството, Колешке. Ова значи нула грижа за пациентите и не грижа за целокупниот здравствен систем. А од друга страна се обидувате да не уверите и нас и јавноста дека работите и дека носите одлуки во интерес на здравството и на граѓаните. Вашата политика на власта ја носат државата кон бездна и тие се клучен проблем за денешното назадување во сите кластери, во социоекономскиот, уништување на здравството, на образованието, високо на ниво на корупција имаме, со секој нов тендер, доверба во